Неодговорната и неспособна владеачка гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз повлекува девизни резерви, се задолжува стотици милиони евра, а не може да обезбеди средства за да ги исплати на пензионерите тоа што им следи. Само тие знаат каде исчезнуваат парите. За 10 дена ќе почне исплатата на септемвриската пензија. Пензионерите нема да добијат 2100 денари повеќе, како што лажеше Мила Царовски. Нема да добијат ниту по 620 денари колку што им беа покачени пензиите во време на ВМРО. За да се го укинува на покачување на пензиите, тоа го потврдија и нивните функционери во Министерството за финансии. Советниците на министерот за задржување е признат дека влада на ВМРО ДПМН милувала и ги зголемува пензиите. Според функционерите на СДС, таа пракса мора да прекине, бидејќи ќе имало помалку пари за работите кои што на нив не се важни. На заед му е важно да се ангажира скапи и естрадни менаџери од Србија како советници. Пензионерите не го интересираат. Пензионерите ќе добијат само 180 денари повеќе. Некој ќе ги стави во џеб останатите околу 500 денари. Толкова е разликата меѓу покачувањата на пензиите реализирани од ВМРО ДПМН. Пензионерите на свој грб ја осетија бруталноста и негрижата од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Неспособната влада на Заев удри по 300.000 пензионери. Очекуваното покачување на 5% СДС го укину. Пензионерите се уште една категорија граѓани на кои владата на Социјалдемократскиот сојуз Заев нанесува директна штета. Социјалдемократскиот сојуз не знаеше дека постојат пензионерите и претходно кога беше на власт. Тотално ги заборавија овие граѓани и нивните потреби, освен кога требаше да им намалат пензиите за 8%. Социјалдемократскиот сојуз ги делеше пензионерите во 3 категории и носеше со паѓањето на пензиите. Додека сега гледаме само манипулации и измами од страна на Заев и Царовски. ВМРО ДПМН и Никола Груевски ги настапнале пензионерите, така што двојно ги големија најниските пензии и осечиле да пензионерите многу добро паметат дека кога ВМРО ДПМН беше на власт, го прекина недемократското работење на Социјалдемократскиот сојуз и ги зголеми пензиите од 7.680 денари на 13.755 денари, а тие ги плаќаше секоја прва недела во месецот. Пензионерите се сеќаваат дека под власта на ВМРО ДПМН се отворија, а се извршија и реконструкција на повеќе пензионерски домови. Задобри се бесплатно климатско лекување и рехабилитација и релаксација, превоз со автобусите низ градско време во неделата. Пензионерите добија бесплатен викенд превоз со воз, од 50% за предприсутствие на култура, други проекти и мерки. ВМРО ДПМН ќе продолжи со поддршката на пензионерите и кога ќе се врати на власт, ќе поправи оваа негрижа и неодговорност на Заев и Царовски. Ова лицемерие и хипокризија во Социјалдемократскиот сојуз ќе заврши многу брзо. Казната ќе дојде на 15 октомври и Заев и Царовска може да се подготват за нивната политичка пензија. Поради целосната негрижа на локалните избори, Заев и СДСМ ќе доживеат вистински дебакл. Благодарам.